Цената ги отепа оризопроизводителите. Ке го снемали белото злато од кочанските полиња. Причината за необработување на оризовите ниви се ниските откупни цени. Во споредба со трошоците кои се потребни за обработка на земјата, откупните цени се премногу ниски за да ги покријат претходно направените трошоци. Доната таки што искараа ориз народо. Питање дали ќе сеат. Питање дали ќе нема цена на оризо. Вижте кај стои народ оризо. Кој ќе сее? Тие може ќе сеат газдите, големите газди. 10 души таму. Иначе ова се ромаштијата. Поради очајно ниската цена, земјоделците ги напуштаат плодните полиња и работа бараат во некоја од фирмите во регионот. Значи народот немаат пари сега пролетта си купат нафта. Прво не може да ги изорат нивите. Утре треба маја ѓубре да спремат. А оризо го дадат па чекат за пари по 6 месеца, по 7 не може и пари да земат. 15 динара арпата не е, 13 динара го земат, 33 динара белио. И не може да обстане народ. Сите си фана на работа и постарите луѓе што беа сите на работа си фана. Кој по фенол, кој по штип. Барно знao сум саат иде, тие се му чисти пари, 12.000, 13 ги земе, чисто му е плата. Нека не може да се обстанува више со земјоделието. И постарите што беа народ сите бегаа на работа. И полека тоа више ќе се уништи таа гранка, земјоделие нема кој да работи. Од друга страна, од ресорното министерство тврдат дека оризот е стратешка култура за овој крај и нудат помош за земјоделците. И како влада знаете дека во претходниот период интервениравме во сите оние моменти кога беше потребно и ја зголемивме за 300% субвенцијата која што се насуваше за оваа година за оризопроизводителите. Од 6 добиваат, односно субвенцијата ја зголемивме на 24.000 денари, се со цел заради тоа што имавме навистина исклучително тешка и проблематична година и владата на Република Македонија ќе биде секогаш тука за да ја даде целокупната поддршка. Колку ова ќе биде доволно за земјоделците да останат верни на традицијата производство на ориз е прашање. Неколкото последователно лоши години со низок род и слаб квалитет од една и ниската откупна цена од друга страна не се многу ветувачки. Како што тргнало, интересот за ориз ќе се врати како оној во 2008 година, кога во регионот под бело злато беа само 2605 хектари, од кои се ожнеани 8540 тони ориз. Колку за илустрација, во моментов се обработуваат околу 5000 хектари оризови полиња, со близу 27.000 тони принос.